Добар ден за сите вас кои што завршивте можеби со работните обврски, веќе се прибравте во своите домови на топло, бидејќи времето и денеска е студено и покрај тоа што го чувствувавме декемвриското веќе сонце. И за сите оние кои што можеби денеска го користат својот ден да уживаат во содржините на Алфа и во она што Алфаскоп денеска го приреди за вас, во склоп на истото и Алфа ординација со својата нова денешна тема. Телефонските линии ги отвораме и во овој момент за оние кои што ќе сакат да се вклучат, а нашата денешна тема е најновите алатки во неврохирургијата. Тоа е само насловот или еден дел од нашиот денешен концепт за кој што ќе зборуваме. Ќе го обработиме малку пошироко и подетално за тоа што всушност представува неврохирургијата, кои се интервенциите, хируршките интервенции во неврохирургијата, каква е всушност улогата на мониторингот во неврохирургијата и уште многу други работи кои што верувам дека ќе ви интересираат. А при тоа ќе го привлечеме со тоа и вашето внимание со мојот денешен соговорник, професор доктор Кирил Лузанче, неврохирург од Аџи Бадем Систина. Добар ден за вас, професори, добар ден кај нас во Алфа ординација. Да, кажав на почетокот на мала најава за тоа што всушност денеска ќе зборуваме. Имаме доста добар концепт или повеќе точки на кои што ќе се задржиме, па затоа на почетокот воведно би кажале што всушност представува неврохирургијата. Да, неврохирургија е една хируршка гранка, очигледно пошто е хирургија. И таа се бави со хирургија на централниот нервен систем, знаете тоа, значи мозок, рбентен мозок, кичмена мождина и периферни нерви. Тоа сето спаѓа во гранките на неврохирургија. Да, можеме да кажеме и каква е поделбата на неврохирургијата по гранки, односно кои се гранките кои што постојат? Добро, неврохирургија на гранка што многу се развива во последниве 20 на години и од тоа се, како да кажам, се развива подгранки на неврохирургијата. Например, имате една гранка се вика васкуларна неврохирургија и таа се бави со сите проблеми што се поврзани со крвните садови на мозокот. Имате една гранка што се вика функционална неврохирургија. Таа значи се бави со сите проблеми што се поврзани со некои функции во мозокот. Например, тука спаѓа епилепсија, значи тука епилептична хирургија се вика тоа еден дел од тоа. Хирургија на болка, например, тука исто до таа функционална неврохирургија. Имате онкологија, значи неврохируршка онкологија. Тоа е значи хирургија што се бави исклучиво со туморските израсток на туморските ткива во мозокот, во рветниот мозок, на периферни нерви. Исто така тука исто така спаѓа и така наречена педиатриска неврохирургија, значи неврохирургија што се бави исклучиво со болести кај деца. Значи тоа е посебен дел. Имате така наречена стереотактична значи неврохирургија, со специјални апаратури кои што се подруг, кои што неврохирургот може да влезе длабоко во мозочно ткиво, да имплантира некои електроди, да издаде некој дело некој ткиво мозочно. Тоа е специјален дел на таа неврохирургија. Како што поделбата на неврохирургијата по гранки всушност има многубројни гранки, е доста комплексна, да, а така и интервенциите во неврохирургијата се многубројни, можеме да кажеме. Од тука и имаме и посложени, но ние ќе ги кажеме генерално интервенциите кои што спаѓаат во областа на неврохирургијата. Тоа е многу широк појам, значи интервенциите, меѓутоа ми може да сме неколку вака по класични интервенции. Самото интервенција на првен отворање на черепот сега краниотомија, значи тоа да знаат гледачи, чисто некој ќе ги спомнат да знаат за што се работи. Значи просто да залезе до мозочното ткиво треба да се отвори краниумот, значи черепот. И тоа сега краниотомија. Кога се отвора черепот, натре се работи мозочното ткиво, имате обвивки на дура, па за отварање на обвивките, па се работи натре по мозочното ткиво. Истото важи за рветниот мозок. Така да тука тоа е еден начин на работа со краниотомија. Отворање на првен во кичмата, отворање на кичмениот канал се вика друг назив, има тоа се вика ламино или ламинектомија. Тоа значи отворање до пристапување на самиот рветен мозок. Иначе друго сакам да кажам, значи неврохирургијата последниве исто така 27 години има развивање на така наречена микроневрохирургија. Тоа е да речем сега како основен мотив и основен начин на работа во неврохирургијата, кога вие работите со оперативен микроскоп. Што се кажа со тоа? Значи, со тоа добивате вие прецизност, значи, тако големо зголемување, вие работите многу прецизно. Второ, добивате во една длабочина, кај што вие работите, добивате многу добро осветлување и така да многу се гледа тоа мозочно ткиво, перфектно се гледа, кој што без микроскопско не може да се види, нели? Тоа е еден нов начин на работата на што се вика микроневрохирургија. Имате други начини на работа, например имате така наречена работа со помош на
употреба на специјални апаратури, тоа викаме нейронавигациони системи, во кои што вие знаете точно во секој момент кај се наоѓате мозочното ткиво. Тоа наври се помош на со помош на компјутерски техники, специјални софтвери постојат за тоа, специјални апаратури, кои што сега моментално последни да речеме 10 години тоа се хит во светот. Значи се работи во помош со точно прецизно во мозочното ткиво. Дури на крај, значи сега имате да кажа роботска неврохирургија. Имате употреба на роботи во вакви прецизни операции со помош на роботи. Имате и тоа сега најново што постои во светот. Значи и медицината и технологијата одат напред, а во вашата болница се следи чекорот и со европските, но и со светските трендови во оваа област. Со оглед на тоа што во Аџибадем Стетина ги третирате сите невролошки болести и состојби, можеме да ги споменаме. Постојат најчести, од нив постојат и посериозни. Да. Значи нашата болница во Аџибадем Стетина ги следи скоро сите неврохируршки болести, може да ги третира апсолутно. Почнувајќи, значи, од педиатрска неврохирургија, васкуларна неврохирургија, ние, например, работиме доста голем број на ануризми. Ануризми се исто така, значи, болести на крвните сади на мозокот, кои што крвара, дават крварење, што сега субаракнална хеморагија, тие се многу опасни, имат голем морталитет и сите тие операции не ги правиме кај нас. Евентуална техника што може да се употреби понатаму, во свој момент постои така ендоваскуларна хирургија, значи ви легувате специјално во крвниот сад, запушувате на, да речеме, ануризма или пропушувате на крвен сад и тоа кај нас се работи. Апсолутно сите можни тумори што се во мозочното ткиво, на база на черепот, на мозочните обвики ние ги работиме без некаков проблем. Значи, исто така ние работиме, по последно време работиме, значи, хирургија на епилепсија, и тоа кај нас се развива се моментално. Со помош на тоа апарат што покасно ќе го спомнеме, значи се работи тој тип што на епилепсија. И набројавме хируршките интервенции кои што спаѓаат во неврохирургијата и во продолжение ќе ги подобјасниме или да кажеме ќе позборуваме малку подетално за секоја од нив во случајот на хируршки интервенции на мозок, потоа ќе се задржиме и на рабитниот мозок и рабитниот столб, но во кој случај или конкретно во кои заболувања се прават хируршки интервенции на мозокот и на кој начин? Значи, самото предлога, преска што спомна предлогата на неврохирургија, ви покажува зашто кои случаи, кои болести се третираат. Значи нешто и кажа се, значи во васкуларната хирургија тука спаѓа тоа болести што ви кажав. Крварења, особено мозочни, сите мозочни крварења ние ги третираме значи кај нас, некои оперативно, некои ги третираме со лекови. Меѓутоа под стална надзор на неврохирург, така додека не се поправат пациентите. Значи тука се така, значи хипертензивни, значи крварења поради хипертензија, многу често ги имаме. Или поради употреба на некои лекови, исто така ги третираме и тие крварења. Субаракнална да ви кажа претходно нешто со ануризма, мозочна ануризма, тоа исто така се третира некојаш хитно, некојаш одложено. Меѓутоа тоа се третира кај нас. Тоа спаѓа во васкуларна неврохирургија. Од педиатриска неврохирургија сите повреди на мозокот, значи сите можни пак онколошки, значи тоа се тумори кај деца, сите можни има една болест што се вика хидроцефалус, тоа е зголемување вода во главата, тоа апсолутно се третира со помош на специјални валволи пумпици. Тоа најнормално се третира кај нас. Сите можни крварења кај деца исто така се третираат кај нас, исто така без некаков проблем. Од другите типови, значи од онкологијата, преска напомнам, скоро сите можни тумори што постојат во мозокот, особено исто така на база на черепот, негде во продолжениот мозок, имаме неколку последна година неколку случаи на тумори во продолжениот мозок и тоа се третира кај нас. Значи тука нема некој работа да не третираме. Од ребетниот мозок исто така се третираат сите од повреди, од крварења, од онкологија на ребетниот мозок, сите можни на тумори што се наоѓаат внатре или надвор до ребетниот мозок. Сето тоа се третира кај нас. Што сакам да кажам што е предизвикано на Систина? Во Систина имате вие повеќе специјалности кои што може да ги групирате, да ги соберете во едно место. И заради тоа кај нас многу развиена таа, да речеме, таа мултидисциплинар да наречам. Например, ние имаме наши неуроанестезиолози, значи тоа се анестезиолози што се бават со анестезија во текот на операцијата, тие се наши луѓе обучени кои што се бават со нас искусни.
Така. Имаме интензивна нега кој што имате сите можни апаратури, имате обучени доктори. Да, ова ни е знак дека имаме гледач дека. Добре. Да. Јас ќе ве прекинам само на кратко да го слушнеме прашањето на гледачот. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторот и до вашата емисија. Имам едно прашање до докторот. Не е баш врзано со тоа, меѓутоа е пак со таа проблематика некоја што обавуваат тие. Јас имам, се работи за мене, имам голема спондилоза во вратот, ептем, значи, и во кичмата, а имам и по грбот. И сега јас осеќам неравнотежа на тело и големи болки. Значи, болките ми се појавени во кичмата, во вратот и по грбот. Буквално не можам да функционирам. Значи, го молам докторот да ми објасни дали може овие вртоглавици и ова неравнотежа да ми се јават баш од ова. Ви благодарам. Добро, благодарам на јавањето. Баш во тој дел Добро, баш тоа збрзбане, значи спондилоза е една од состојбите што многу често ја среќаваме во општо кога работиме за ребрен мозок, ребрен столб. Тоа е на дегенеративно заболување, почнува од дегенеративна дискоза, па продолжува преку задните зглобчиња и ствара стеноза, значи да се каже стеснување на каналот. Тоа е типично, значи, израз спондилоз. Спондилозата во принцип се третира во првата фаза се третира значи со конзервативно, со физикална терапија, со кој што исто така ние имаме, значи нашите колеги со работка. Во втората фаза спондилозата се третира исклучиво хируршки. Особено ако спондилозата прави стеснување на каналот, значи тоа е првитниот канал, кај што преѓаат сите овие периферни нерви за нозе, особено за нозе или за раци исто така. И тука мора да се направи така наречена хируршка декомпресија. Значи проширување на каналот, сега хируршка декомпресија. Тоа проширување ние го работиме исклучиво со микроскоп, значи со микрохирургија. Понекогаш спондилозата или тоа операција може да заврши со ставање на специјални бомболочки штрафови за мобилизација, да се тој дел стабилизира, го викаме, стабилизира. Тоа е со помош на нашите колеги травматолози. А да ви кажам, значи, се има еден голем тим на околу да, што ни од нас ни постапки кои што треба соработува да се и ни помагаат значи при тоа при оваа операција. Така. За споменувам само да кажам дека исто така постојат многу кај нас барем постојат многу некои наши нейрорадиолози, значи тоа се луѓе што се бават со снимање на, да речеме во случај на ребетниот столб, со помош на магнетна резонанца особено, меѓутоа понекогаш се контролира компјутерна томографија и со нив имаме исто така многу добра соработка, особено кога треба да се одреди некој ниво, точно и прецизно некој ниво за работа. Тоа е начинот на диагностицирање така на проблемот, да. лоцирање на проблемот, а потоа таму и третман или Дали тоа се значи специјални луѓе што се бават со тоа, тоа се кажа нейрорадиолози. Добро. Имаме повторно гледач. Добар ден. Доктор. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Едно прашање до докторот може? Да, може. Вака, ја бев кај него пред 6 месеци, кај доктор Лозанче. И ми рече да го снимам детето, бидејќи оне има проблем, значи, знае докторот параплегија, значи 5, 6 и 7 пршет. И сега ме натера он да го снимам детето, имам снимак, имам све. Дали можам да дојдам пак кај него да ги гледа овие снимците, ама да не ми наплатуват дупло сега, бидејќи јас имам платено кај него? Добро, благодарам за јавувањето. Сега ова прашање не е во контекст на темата, но си имате вие вие си имате начин на работа во ова џебаден систина, тоа не е до вас сепак нели нормално. Така што верувам дека одговорот ќе го добие Значи во принцип ја ќе му кажам одно, овој контролен преглед се вика контролен преглед, кај нас не се наплаќа, он може да кога сака слободно. Јас ќе го погледнам и ќе се договориме име понатаму што треба да се направи, не е никој проблем. Ете, добро. Да. Имаме следно прашање. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака, јас се јавам од Кичево. Кај доктор Лозанчев бев со моето дете, ќерката ми е на 16 години. Од случајна несреќа имаше удар во десната страна, па после тоа левата страна се ви одземена, мислам накарил, па долу се обсервира на фактички на операција. И после тоа на година на кога направи бев кај доктор Лозанчев по моје барање, тој ја виде девојчето, ми препише некои инекции тамо позитивни, така речено. Но се уште, сакам да кажам дека ногата ја пушти 80%, раката се уште од лактот до последен и функционира. Нешто да ми дадете совет, како што да покусам. Добро, тоа е во склоп на
така речено нервно ткиво, сакам да кажам, многу е битно од гледачите да го запамтат тоа. Кога нешто ќе се уништи нервното ткиво, тоа многу тешко се поправа комплетно. Значи, обично нешто останува секогаш или трајно за оштетување, или повремено, ако не се поправи за 2 години, сигурно трајно, али тоа е многу битно за запамтат гледачите. Значи, нейрохирургија не може да направи чудо. Повторувам, ако нешто се уништи, тука нема поправање. И мозочно ткиво не постои. Тоа е единствено ткиво кај што немате регенерација или барем имате многу мала, се уште неиспитана регенерација. Значи сите други ткива органи можат да се регенерираат, ама мозочното ткиво не се регенерира. И ништо не чудно што детето веројатно има вакви испади. И ако за 2 години се поправи, веројатно дека ќе остане тоа трајно оштетување. Следното прашање може да го слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Едно прашање за докторот може? Да. Јас имам тумор во главата, на хипофизата. И ми го најдоа, прво беше 4 мм, па 7, па 9, па сега ми е 14. След операција и до кој степен може да оди, мислам, големината на тумор. Добро. Значи тука се работи за тумор на хипофиза очигледно и тоа се работи кај нас. Значи тоа се оперира обично ваков тумор се оперира низ нос со помош на нашите оторинолози, пак ви кажам, значи со работка тоа, нели? Да. И се оперира кај нас рутински тоа. Големината не е толку битна, да има две работи побитни. Значи прво е например кои хормони ги лачи тој тумор, дали опште лачи, хормони не лачи и второ дали тој тумор допира на очниот нерв и го уништува. Значи од ваков тумор кој што расте, може да се уништи очниот нерв и да остане човек пациентот да остане слеп. И ние за жал сме имали многу вакви пациенти доаѓаат слепи. Се докторот вика спасите го окото, ако ви кажа преска дека нешто се уништи, тешко се поправа. Ти ќе го зидиш туморот, ама он останали после операција слеп. Значи тоа не може да се поправи. Така да, у принцип до 5-6 мм мислам дека не би требало да имате страв, меѓутоа 14 мм е голема, тоа е голема опасност да уништи очниот нерв и ви предлагам, топло препорачам да се јавите, да се говорите евентуално за оперативен третман. Во случај како овие на гледачот, односно пациентот кој што се јави, тоа значи дека на што порано, односно на време на контрола или преглед кај вас или и констатирање на потребата од хируршка интервенција во овој случај би била подобра за понатамошниот резултат. Значи, он бил веќе на контрола, имал 4 мм 6, значи никој не го правил, не го ни кажал предпоставам или му кажал. Дека не треба се чека, туку дека треба веројатно да се дека интервенира. меѓутоа ваква обсервација на 14 мм веќе треба да се ептен размислува дека треба да се оперира. Зашто хипофизата, например, е широка 10 до 15 мм. Значи, туморот веќе почнал над хипофиза да расте, предпоставувам. И ви кажа, ако го уништи очниот нерв, тешко се поправи после тоа. Така. Со нашиот разговор стигнавме кај хирургијата на рабетниот мозок, односно заболувањата на рабетниот столб кои што се чести. Тука имаме поголем број поделба на заболувања рабетниот столб, меѓу кои најчестата дискус хернија, спондилозата ја споменавме. Да. Кај прашањето кое што го имаше гледачката и други некои што веќе ги спомнете во текот на нашиот разговор. Кај диагностиката кажавме дека ваши колеги кои што се задолжени за самата диагностика, мисля че не рековте дека се тоа неврорадиолози, така? Точно. Неврорадиолозите ја вршат самата диагностика. И потоа тука се констатира дали е веќе време за хируршки третман или хируршка интервенција во Тоа се многу недопълнување, значи диагнозата не е прават неврорадиолози, прават неврохирурзи, заедно со помош на неврорадиолози, затоа што они го гледаат пациентот, они одлучуваат понатаму што ќе се прави, за помагаат само во тој смисол да не направат подобра снимка, подобро обележување ако не треба така некои работи. Ама во принцип неврохирургот ја прави диагнозата и одлучува што понатаму ќе прави. И сега постојат многу пациенти кои што имаат дискус хернија и дискус хернијата се третира на некој друг начин, а не хируршки. Кога е тоа не хируршки, а кога е итно или алармантно за хируршки да се третира? Значи дискус хернијата е најчест, барем за нас, најчеста операција. И сите ние сакаме таа операција за нешто многу едноставна операција, убава операција, така да кажам, и пациентите се многу задоволни. Иначе точно дека најчесто боли се дискус хернијата, општата цела популација, околу 80% од луѓето имаат болки или во кичмата или во ногата, тоа не е ништо чудно. Дискусот, вака просто кажано, е една оваква дегенеративна болест, тоа значи болест на старење. Сите ние имаме таа болест. Нажалост, уште на 20 години почна дискусот почна да старе многу рано. Може најрано од сите органи почне да старе, ама тоа е физиологија, тука ништо не може да се направи.
Сега дискусот обично, скоро 80% завршува со конзултативен третман. Било да е физикална терапија, не знам, вежби, Да. има специјални вежби за кичма и така, а 20% завршува со оперативен третман. Ама јас би препорачал на гледачите да запамтат се што ќе им кажам. Значи, ако имаат проблем со мокрење, ако имаат јаки несносливи болки поише од 15 на дена, ако имаат симптоми од стопалото, значи стопалото има парализирано, не може да се двине нагоре и надоле, можат хитно да се прегледат во тој случај и евентуално би може треба да се направи хитна операција. Особено ако имаат проблем со мокрење. Ако имаат проблем со мокрење, мора да се направи хитна операција први 24 до 48 часа. Не треба да се чека воопшто. Тоа е симптоматологијата која што е Да, важна да. да се запомни. Ја да го слушаме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Едно прашање до докторот, поздрав до емисијата и до вас. Здрави до вас. Јас имав собракајка на 26.9, меѓутоа магнетна ми е направена сега на 13.11, минат овој месец, проспиот. И сакам да го прочитам наодот. Јас сум оперисана од дискус хернија пред 2,5 години. Имав проблем, исто ногата, исто мокрењето, исто сите работи. Меѓутоа сега имам уште поголем проблем после собракајката. Ќе ве молам дали може некако да ми се поможи. Дали може да го прочитам извештајот од магнетната? Да, може накратко. Ама ако на кратко само. Да, накратко, да. Да не Само биде... крајот кај што пише заклучок, има таму пише заклучок. Прстенесто ткиво L1 покажува компресивна фрактура, постои промена на сигнал, за ме упатуват на скен на коски, на сите нивоа се гледа редукција еден ИФ простор, на сите нивоа се гледа дегенеративни промени на дискот, на сите нивоа се пратат сублигаментни надови на дискови, наод на полидископатија. И ќе ве молам едно прашање, дали ова има врска со собракајката, затоа што бев удрена од кола и точно тркалото ви беше на кичма или се работи за нешто друго и каде да се обратам и како да ги намалам болките, затоа што Значи, вие прочитавте, да ви кажам одма, прочитавте компресивна фрактура, тоа значи има сигурна врска со сообраќајката. Сте направиле скршеница на овакво, на вичмине столб и тоа се третира кај травматолози. Особено оние што се бават со спинална хирургија. Тука не гледам некои знаци за проблем со вашиот дискус, тоа што дискус е изразен, тоа нема врска со ова, значи така да претпоставам дека главен проблем треба да решат сега травматолозите или некој спинален хирург. Во принцип кај нас значи имаме така наречен спинален центар, значи исто повторна колаборација меѓу нейрохирурзи и травматолози. И во тој спинален центар ова сега ќе може да се реши рутински, мислам, нема без некој проблем. Така да јавте се кај нас и да се договориме за понатамошен третман. Спомнавме дискусијата, спомнавме спондилозата, кои други болести на ребетниот столб можеме да ги споминеме, а кои што исто така се решаваат? Чести? Да, чести, за кои што ете при одредна симптоматологија треба да претребат, односно да поминат со хируршки интервенции. Значи во најчести болести се овие две. Дегенеративни заболувања, нели? Болест на старење, дискус хернија, спондилоза, спинална стеноза. Помалку почести се тоа спондилоза, стеза, например, склизање. Меѓутоа, доста чести се тумори во кичмениот столб, значи на ребетниот столб и тумори во ребетната мозговина. Тука има различни бенигни тумори, малигни тумори, за да не зборам тоа, значи тоа е наша проблематика. Меѓутоа, сите тие тумори може да се третираат адекватно кај нас. Ви повторувам, затоа што ги имаме сите можни алатки за тоа и затоа што имаме тимска работа, што ви кажав преска. Да. Дури некогаш ако се прави големи, да речеме така, ламинектоми, преска ви кажав, тоа се прават. Значи специјални доволно напред штрафови, получка се фиксира тој сегмент, нема никаков проблем. Меѓутоа, мислам да збораме главна работа е дека што ние имаме, значи, две работи, тоа се микроскопска хирургија и нашиот нов апарат што се вика нейрофизиолошки мониторинг. Да, за кој што ќе зборуваме во продолжението. Имаме прашање и за тоа, но имаме и гледач, што има прашање, ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум Крвале Свјатана од Битола. Сакам да го поздравам професорот Кире Лозанче. Мене ме оперира 2005 година. Многу сум благодарен. Само за тоа се јавив да го поздравам професорот.
Добра, ви благодарам Е, за ви јавувањето. благодарам. и аз Пријатно. истина. Ви благодарам и за јавањето, за вниманието. Ето тоа се задоволни пациенти кои што на секој начин сакаат да искажат својата благодарност, па дури нели на вакви ваши гостувања, сигурно имате и други слични искуства. Ги кажавме и за диагностиката и за хирургијата на болестите на рбетниот столб и сега споменавме дека ќе зборуваме малку и за алатките кои што се употребуваат, како и за методите на работа. Да. Она што го разбравме е дека вие како неврохирурзи имате доста голема соработка со останатите тимови, секој посебно зависно од самото заболување, односно проблематика. И сега она што исто така да го важно да го кажеме е самите алатки за работа, новостите кога се алатките во прашање, како и методите на работа кои што се верувам и покрај тоа што е важно како информативен дел и интересно да го слушнеме вака од страна, но ете имаме повторно гледач, па ќе му дадеме предност, па ќе продолжиме со нашето прашање. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум пред малку, простете, не, линијата ми се загина, сега пак, со 14 мм тумор што беше на хипофиза. Добра. И ми интересира доктора да го прашам, што веќе мене ми притиска на видното поле. На десната страна ми е на хипофизата и десното око го оперира и го изгубив, така може да кажам, по вина на докторката, не е битно сега, да не го објаснам на тому, да не ве замарам. И сега почнува да ми притиска и на левото око. Што ако не се оперира? Значи, ако не се оперирате, јас се пријескав кажав, ако не се оперирате, ќе ви се изгуби видот комплетно и ќе останете слеп. Значи, морате потхитно да отиде да се оперирате за хипофизата. Да се оперирам? Да. Операцијата е неопходна, тој е одговорот, да. Да. Како операцијата ме интересира, дали го отвора черепот или преку сондират, преку носните шуприни или како? Може една мало објаснување да ми дадете? Значи, преска напомнам дека ние оперираме низ нос. Меѓутоа, во некој случај кога туморот многу порасне, или ако порасне од страна на хипофиза, кај што тamo не може да се извади низ нос, тоа што треба да се оперира низ глава. Меѓутоа, во главном ги оперираме низ нос. И мислам дека ова ќе се извади низ нос тумора, ама не можеме да кажеме дека има на снимки. Да. Значи, неопходен е преглед, а потоа и... Да, снимки мораме. Да. Имаме следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да прашам доктора за мокрашава што излезува често. А само уште еднаш ќе ве замолам, јас не ве разбрав, мислам доктор дали ве разбрав. За мокрашната, за простата. За простата. Да. Често излегувам у ВЦ со мокрашната. Не, тоа е друга емисија, не да, и друга тема и за друг доктор. Ние зборуваме за неврохирургијата, ќе се јавите во емисија која што ќе имаме тема за простатата. За алатките и за методите на работа, кои алатки се употребуваат во неврохирургијата? Значи, што е битно? Мислам дека неврохирургија е гранка која што треба најголем број на специфични алатки. Многу е скапа хирургија, зашто алатките се многу скапи. И има се повеќе нови алатки, вклучувајќи робот, кој што ви кажав на крајот. Што сам да кажам, од овие алатки, например, имаме специјални инструменти, да ги наречеме инструменти, нели, макази, не знам, пинцети, така, кредитки. Сите се толку прецизни, толку се мора да обложени со специјален материјал. Значи, прецизно за нивна мора да биде милиметри, помалку од микрони, фактички. Затоа што ми кога работиме на микроскоп, многу убаво се гледали, многу малку ако има отштатување, например, еден инструмент, тоа се гледа и смета вас. Што да многу прецизни, многу скапи инструменти, тоа е едно. Второ, пред, значи, да влезе пациентот на операција, и пред тоа имаме многу скапи диагностички методи, нели? Нуклеарна резонанца, компјутеризирана томографија, позитивна емишн томографија, што PET scan, што го викаме позитивна томографија, понекогаш ни треба и тоа. Значи, сите тие се скапи апарати и тие многу ми помагаат во диагнозата наша. Неврофилска мониторинг исто така многу ни помага при операцијата, нели? Тоа исто така скап апарат. Меѓутоа без кој што неврохирургија не би било, да речеме, она што е сега, например. Микроскопот сега го тука како исто така скап апарат кој што не возможува, нели, прецизна операција, прецизна локација, добра операција да се направи. Специјални отварачи за череп, тоа се краниотоми, кои што исто така се доста, да речем, прецизни апарати за точно отварање на черепот, прецизно отварање на черепот и со помалку штување на мозочното ткиво. И на крај, секако, значи, навигација, викам тоа, значи, навигација, значи, покажување нешто како што е GPS системот.
имате навигации во мозочното ткиво. Сега такви апарати се многу скапи, али многу се корисни исто така. Ехо, ултразвук, исто така употребена операција, понекогаш ултразвук, за точно околу локација на некој процес, ултразвук исто така може да се употреби. Сите тие не помагаат, значи, во оваа цела да биде една операција прецизна и добро направена. Да, и успешна. Имаме повторно гледачи прашања, исто така би сакала да се задржиме во продолжение и повеќе за мониторингот во неврохирургијата, Да. на кој начин функционира или како тоа се тече, но ќе го слушнеме ајде прво прашањето. Добар ден. Добар ден, повелете малку погласно, само ќе го Докторот. Добре. Поздрави. Ало, добар ден. Сакаме да го поздравиме многу докторот од Неготино, од Ванчо и од Драгица Иванови, кој мајка ми опериса 2003 година. Аптекарката е да го подсетам докторот. Добре. Добро. Голем поздрав само од фамилија Иванови до докторот. Здравувањето за поздравите Фала рековме. што се. Тоа се задоволните пациенти. Имаме повторно гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Не знам дали, пошто се многу пациенти од докторот, Добре. 2005 година, мојот татко се оперираше во неговата клиника на неврохирургија. Сигурно не се сеќава докторот. Ми беа поварани многу пари, па потоа што јас ги немав парите и татко ми почина. Лично докторот ми ги бараше тие пари. И поздрав до докторот. Добро, поздрав и до вас. Уно што е важно за невромониторингот е да кажеме дека прави операцијата многу безбедна. На кој начин невромониторингот ја прави операцијата безбедна и како тоа всушност изгледа при самата операција? Да кажам за мониторингот, треба да кажам како тој принцип како работи. Значи, мозокот и кишмета може да немаат импулси, нервни импулси. Тоа знаеме, нели? Сега има импулси што се поврзуваат со аферентни влакна, што доздола како дразните некој нерв, да речеме сензитивни или несензитивни, тој нерв сензитивен нерв, ако го дразните, импулсот доаѓа до горе до мозокот. До кората, значи, кортексот кај што се наоѓа центарот за сензибилитет, го викаме, нели? И обратно. Ако дразните моторен центар, значи центар кај што стварате овие движења на раце на нозе, одучен импулсот проаѓа надоле и доаѓа до одреден мускул кај што ќе се тој импулс се регистрира. Вака просто како се регистрира. Да. Значи вие го ставите електроди вамо, например, на некој мускул и дразите горе, добиете некој бран, да го речем, така и обратно. Ако дразите, например, сензитивен нерв, горе во центарот добиете исто така бран. Тоа е принципот на работа на тој електромагнетичко мониторинг, значи тој ги регистрира овие бранови што ние ги правиме при некој дразнење. Сега, ако вие оперирате кичмена мождина, во тој случај импулсот што проаѓа, ако вие, например, чачнете некој дел, кај што е тоа нервно влакно, одма ќе се регистрира горе дека има пореметување во тој нервен бран и во тој случај вие знаете дека нешто, дека тука не смете повеќе да чачкате, да речеме, или да вадите некој тумор. Значи, за тој случај многу ви помага овој апарат, затоа што вие точно знаете кога може да доштети некој ткиво, кој што би го штетила ако не би имало тој апарат. Зашто вие кога гледате со микроскоп, ипак не може да видите толку миниатюрни некои влакна, кои што се, не знам, многу мали, нема шанса свет со микроскоп, а вие сепак во околината ни работите, значи само на овој начин вие го регистрирате тој импулс. Да, што значи по-безбедна, по-прецизна, а со самото тоа и по-успешна Да, тоа сакам да кажам. Така, да. Имаме повторно прашање. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака да ви кажам. Нели, ние плаќаме здравство толку 30 години. Да, значи вака, ова не е емисија интерактивна со не, гледачи вака, збор. вака, Значи, ако само да имате ви кажам. прашање конкретно за денешната тема, Накратко да ви кажам. немаме време. Значи, ако имате прашање, само поставете го. Добро, продолжуваме понатака. Значи, имаме ние емисија збор по збор, каде што имате различни теми, таму можете да ги кажувате вашите мислења. Ова емисија е само за прашање, не би сакала да одземаме повеќе време. Во невромониторингот постои комуникација на невролог и хирург при следењето на сигналите, преку мониторингот на операцијата. Каква е таа комуникација и како тоа изгледа? Значи, на мониторингот работат тим од нейрофизиолози, ние имаме таков тим кај нас, кој што веќе работиме скоро година дена, обучени се за тоа и си работата на тоа. Тоа се нейрофизиолози, значи они работат тоа. Значи тоа нема врска со нас, ние не го работиме тоа, они се го имаат тој апарат, го работат тоа и со нив има многу добра соработка.
Значи на самата операција се они присутни и секој момент имаме со нив соработка, они ќе ни кажат сега имате нешто или немате нешто, или може да работите или не може да работите, или например може да пресечете или не може да пресечете, што е многу битно тоа. Особено викам кога се ради за многу тенки нервчиња, кои што ви гледате не знаете точно да знаете баш дека тој нерв е одговорен за нешто, ако го нема тој нейромониторинг. Што е многу битно. Во вашето долгогодишно работно искуство сте направиле безброј операции без невромониторингот, па би сакала да вака на паралела или споредба од тоа време до сега кога технологијата во медицината и во овие апарати е присутна и кај нас, олеснителна околност и за неврохирурзите, но исто така и многу важно за самите пациенти кои што се подложени на операциите. Моделираме кај нас од прилика 2 години, 3 години работиме тоа. Значи година со нашиот, пред тоа работиме со друг мониторинг од Белград. Во принцип, значи многу помага на операцијата и вие се сеќате многу, како да кажам, многу убава се сеќате. Сигурно се сеќате. Не само ние на пациентот, тоа за пациентот, а меѓутоа и за нас. Вие сте многу сигурни, знаете каде ви кажам повторно кој делче може да повредите, кој не може да повредите, каде може да извадите, каде не може да извадите. Тоа особено важно за туморите, кога гледаме туморите во кичминалниот чиприниот столб, кичминална мождина. Во тој случај тука вие, пошто може се деси да имате некој нервен влакна баш што праќаат низ самиот тумор, и ако вие го повредите тој нервен влакна, може да деси пациентот да биде и полош после операција, ако би го немале овој мониторинг. Така, да. Значи тоа многу ни помага во операцијата. Ми се чини дека имаме гледач? Добро, немаме. Има добро, добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Ме интересира да го прашам докторот за тумор шваном. Дали оперираат во нивната болница и колкава треба да е големината на шваномот за да се извади и кои симптоми треба да преобладуваат за да дојде операција? Добро, тумор шваном прво зависи кај е локализиран. За швановот е тумор на некој нервно влакно, некој нерв. Може би е локализиран во мозокот, на тие крајнални нерви, а може би на некој друг периферни нерв, знаме за кој тип на тумор се работи. Меѓутоа, што и да се работи, ми го оперираме дефинитивно. Не би можело, мислам, сигурно оперираме. Така да треба да се јавите, не знам сега. Иначе, што се да големината не е битна. Битна кај е он локализиран, кај се наоѓа, на кој место, на кој нерв го зафаќа. Некојаш и мали такви тумори може би опасни да имаат опасни симптоми, некојаш и големи да немаат некои големи симптоми. Тоа не е многу битно, значи големината во овој случај. Не знам дали споменавме, невромониторингот не се употребува при секоја хируршка интервенција, има одредени хируршки интервенции кои што се употребува или Да, не се употребува секоја интервенција, значи особено се употребува и во интервенцијата на рветниот столб, тука скоро да нема ограничување за било која заболување може да се употреби, дури за него употребуваме се кај некој пациент на дискус хернија, исто така го ставиме на мониторингот кога имаме некои потешки оштетувања, особено кога е втора операција или ако е некоја операција која има сраслини. Иначе нашиот апарат не само што е класичен невромоторинг, има можност да работиме кај него и епилепсија. Имам до сега 2 пати употребено кај пациент со епилепсија, значи опериран пациент со епилепсија, се става тоа сека електрода, значи се става во текот на операцијата и вие точно гледате, ако гледате импулсите на што ги генерира епилептичното жариште, гледате каде сте у близина и не сте у близина и например ако го извадите, дали сте го извадите од цело жариште. Тоа многу убаво се гледа на тој апарат за, односно делот од апаратот за епилепсија. Така да овој апарат ни може да работиме и епилептични жаришта. Така. Значи можеме да направиме веќе како се приближуваме и сме веќе на крајот на денешната алфа ординација да еве извлечеме некои заклучоци од денешниот разговор, а тоа е дека вашата работа како неврохирурги на вашите колеги е многу важна, но тука е неопходна работата и на останатите тимови кои што ги споменавте, а исто така и на алатките кои што ги кажавме, методите на работа кои што се важни да се практикуваат, нормално и почитуваат, но и овие апарати кои што ги има во џебедната система, а се дополнително олеснување за вашата работа. Значи само да кажеме, неврохирургија е многу прецизна хирургија. Прецизно во смисол, значи, на многу мало поле работење имате огромни системи, значи, огромни системи може да страда. И заради таа прецизност се употребуваат сите овие алатки дека може што помалку да има да нечемо оштетување на некои ткива. Тоа е многу битно да се запамти, значи многу прецизна хирургија. Ми беше задоволство, професор Лозанче, што бевте заедно со мене и со нашите гледачи и што позборувавме за новите алатки, но и за оно што е важно во областа на неврохирургијата, вашата работа, она што го
правите за доброто на пациентите и задоволството кое што го искажувате на ваков начин. Увеќе ви ги подарам и на вас, како Нави гостин, ќе ви посакам пријатна работа и се гледаме во следна прилика на друга тема. Баш ми беше мило, пази, пријатно. Ви благодарам. Ви благодарам за вниманието и за денешното, можам да кажам, многу убавено учество во алфа ординација на темата која што имавме. Ве поздравувам, ви посакувам пријатен остаток од денот, убава вечер и се гледаме повторно утре со нова тема. Довидување.